правиме споредба на различните извори на иста тема за еден исти настан, односно ги споредуваме изворите на информации за да можеме да дојдеме до вистината. Некогаш тоа се прави преку кластери на различни вести на агрегатори, да речеме тоа се TimeMac, Fax, албански. Меѓутоа, тоа се обидуваме да ги најдеме во секој случај информациите кои се поклопуваат и што е возможно доколку имате време нормално да направите што повеќе чекс на проверки на информациите, односно на изворите на информации, за да можете да дојдете до вистинската. Дали е точна? Тоа е многу битно. И јас ќе се навратам овде и на стариот начин, што ми е мене многу по веродостоен, мислам, за мене е најверодостоен, тоа е секогаш да свртам телефон и да го прашам изворот на информација, односно одреденото лице, дали е точна информацијата и потоа неколку луѓе за да можат тие да ја потврдат или да ја негираат информацијата. И тогаш споредуваме што може да се објави или да не се објави. Во македонската радиотелевизија тоа е едноначално право, меѓутоа и со кодексот на информирање поврзан, ние не објавуваме информации со дознаваме, затоа што дознаваме може да значи гласина, може да се покаже дека не е точно, потоа да имаме реперкусии, да има реперкусии во јавното мнение, всушност во самата држава или таму кај што се пласира информацијата. Ги прашуваме сите засегнати страни и ги добиваме про et cons, тие за и против извори на информации. Одиме на системот секогаш audiare et altera pars, што значи слушнете и другата страна, што е многу битно, независно колку е таа страна инкриминирана или не инкриминирана, да речеме ако се станува збор за црната хроника и така натаму. Значи е многу битно да речеме ова што го имаме како images, Google, нели, тоа открива каде можеме да видиме каде е објавено, датумот и така натаму. Тоа го има исто и на Facebook. Меѓутоа многу пати ни се случува кога сакаме некоја слика да презентираме, ние исто така се јавуваме на луѓето дали кога ја снимеле тие таа слика, дали можеме да ја објавиме, дали не можеме ако е веродостојна и така натаму, да не е случајно продадена на некој приватен медиум, тогаш влегуваме во една друга сива зона и така натаму. Кога размислувавме ние за тоа како се соочуваме со говорот на омраза, да, еден аспект го имаме во нашата регулација и тој се однесува пред се на традиционалните на радиодифузерите и водиме многу сметка за тоа што значи говор на омраза пласирана од медиум и што значи самиот извор на говор на омраза и како медиумот се соочува со говорот на омраза. Друга работа е она што е многу популарно, како граѓани се однесуваме и што можеме да направиме кога ние самите ќе се најдеме во да бидеме предмет на говор на омраза. Размислувавме за многу практични решенија и каде би можеле се да се обратиме за тоа. Има неколку инстанции кои што можеме да ги користиме, а тоа се може да биде јавниот обвинител, може да биде Советот за етика во медиумите, кои што имаат надлежност на одреден дел од медиумите, на онлайн медиумите во Македонија, може да го покренеме пред судовите постапка за навреда или клевета, кои што се пониски во рангот на дело од омраза. Во нашиот случај исто така од неодамна како медиумски регулатор добивме надлежност врз видеошеринг платформите, меѓутоа се уште практично немаме спроведена надлежност кон ниту една платформа. Тоа се односно немаме јурисдикција како држава.
сепак треба да се води сметка дека ова е област која што не е сосема ниту од регулаторот, немаме примери кои што можеме да ги посочиме, особено за онлайн медиумите, но имаме за традиционалните медиуми и сметаме дека во тој дел имаме соодветни реакции до сега. Но и среќа дека поголемиот дел од традиционалните медиуми ги почитуваат правилата. Додека не се разви технологијата, морам да кажам дека глувите лица и најглувите лица во Македонија, па и во светот, мислам дека не беа жртви на некаков говор на омраза или нели препознавање на лажни информации. Генерално беше тоа за сите, но како се разви технологијата, светот на глувите се отвори, информациите стана многу лесно достапни. Дали биле тоа пишани или видео, освен аудио, нели аудио не восприемат. И затоа во оваа сфера морам да кажеме дека како што се информираат побрзо, така и стануваат и полесно жртви на говорна омраза или нели да добијат нели влијание од лажни информации да се однесуваат поинаку. Значи глувите лица знаат да бидат жртви и некој нели да ги дали тоа пишан медиум или е некој видео материјал и така натаму. Значи во таква ситуација треба да се охрабри лицето, жртвата, да пријави, значи постепено, смирено да му се приде, бидејќи жртвата преживува многу. Нели, не е едноставно. Потоа, кога ви пријавува такво лице некој дека е жртва на говорна омраза, треба тоа да не се игнорира, туку мора да му придете и да му помогнете да разговарате или да побарате стручни лица со кои може нели да се поврза. И најинтересно е во сета оваа работа е што предложивме да се проверат фактите што се споменати во говорот на омраза, колку се тие нели продираат длабоко во приватноста или се неверодостојни.